Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод големиот православен христијански ден, раѓањето на Спасителот, наш Господа Исуса Христа, празникот Божик, кој е празник на мирот, на благосостојбата меѓу Бога и човекот. Празнувањето започнуваат од сабота 5 јануари со божествена литургија од 9 сатот за бајлето. Тоа е денот посветен на преподобен Наум Охридски чудотворец. Недела 6 јануари служба од 9 сатот за бајлето. Вечерта празникот Бадник. Службата започнува од 6 часот на вечер со палење на коледарскиот оган во црковниот двор, а потоа се ослужува службата за овој ден. Во црковниот двор ќе биде поставена трпеза со постни јадења припремани од женското друштво во чест на овој ден. После службата ќе се подели бадниковото гранче и ќе се благослови и крени бадниковото лепче во чест на денот, а потоа за најмладите ќе се поделат коледарските пакетчина. Понеделник 7 јануари, најголемиот миротворен ден, ден кога човекот се помирува со Бога, ден кога земјата се помирува со небото, ден на раѓањето на Спасителот наш, Господа Исуса Христа. Светата литургија започнува 9 сатот. После богослужбата се крева славскиот леп, припреман за овој голем ден, со благослов за домаќинот за ова 2019 година, со многу мир, здравје и благосостојба во неговиот дом. Исто така со благослов и на новиот домаќин кој ќе го земе лебот за идната година, како и благослов за мир, здравје и благосостојба во секој православен христијански дом. Вторник 8 јануари е соборот на Пресвета Богородица. Втор ден Божик, службата од 9 сатот за бајлето. Среда 9 јануари е денот посветен на првиот маченик за верата Христова, свети првомаченик и архиганот Стефан. Службата започнува 9 сатот за бајлето. Нека се од Бога благословени празнициве кои ни престојуваат и честито и од Бога благословени летото 2019 Господово, среќа и многу здравје во сите домови. Продолжуваме со другите соопштенија од Ньюкастел и околината. Како што најавивме дека нашиот нов црковен одбор овде во Ньюкастел организира дочек на новата 2019 година во нашата македонска сала и тоа во понеделник на 31 декември со почеток во 6:30 часот вечерта. Картите се $70 за возрастни, за деца од 10 до 13 години $30 и за деца помали од 10 години влегуваат бесплатно. Во картите е вклучена богата вечера
А за да обезбедите маса со вашите најблиски, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 490148. Кај Ристо Веловски на 0414 296910. Кај Џони Линковски на 04 37 54 5456 и кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Сите сте добро дојдени. Исто така едно ново соопштение од председателот на управниот одбор овде во Њукасел, Саше Стојчевски. Имаме интерес за отворање на македонско школо за деца од 5 години и постари во нашата македонска сала. Сите заинтересирани за децата за македонско школо, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 490148. Што побрзо за да може да имаме време за регистрирање за идната 2019 година да се почне во првата или втора недела од февруари со школото. По повод нашиот најголем, најрадосен, најмиротворен ден на историјата на човечкиот живот, Христовото раѓање Божик и сите божични празници, како и новата 2019 година, нашите организации и друштва од Њукастел испраќаат честитки за добро здравје, среќа, мирољубив ви поздрави до сите слушатели на нашето радио. Како прво од новиот управен одбор овде во Њукастел на нашата заедница со новиот председател Саше Стојчевски. Второ, од управата на Македонско пензионерско друштво Гоце Делчев, од управата на културно-метничкото друштво Стив Наумов, со кореографот Добре Колевски, од управата на женското друштво Сан Мерис, од управата на Македонско школо Гоце Делчев, од управата на фудбалскиот клуб Бротмедо Меджик, управата на фудбалскиот клуб Македонско Сонце и од управата на дневната грижа Дајке, со координаторот Сузи Цветановска. И од сите други групи и организации што се во склоп на нашата црковна општина овде во Њукастел. Исто така, почитувајќи слушатели, родители на младите играорци од Њукастел Стив Наумов се обавестува дека играорците се враќаат со тренинзи во петок на 1 февруари од кореографот Добре Колевски. Исто така да најавиме дека дневната грижа Дајке се враќаат за ручекот во вторник на 15 јануари. Честитки по повод Божик и божичните празници, како и нова 2019 година, испраќаат до сите слушатели на нашето македонско радио, персоналот од радио 2NUA FM, во придружба на водителот на македонската програма овде во Њукастел Пеце Вртковски. Исто така, честитки испраќаат и водителот и снимателот на македонската заедница овде во Њукастел Љупчо Ѓоргиевски од Пелистер Продакшн. Уште едно ново соопштение од Њукастел и околината да најавиме дека нашата управа овде во нашиот град организираат концерт во нашата македонска сала по повод празникот Водици и тоа на ден 19 јануари, сабота, со најдобрите од Битола, групата Маестрал, со гајдаджијата Андре Илиоски. За повеќе информации околу концертот ќе најавиме во наредната програма. Исто така за сите погреби во црквата за Света Богородица овде во Њукастел, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации јавете се кај Џони Линковски на 0437 5454 56. Исто така може да се јавите ако ви треба салата за некои веселби и други потреби. Сега одиме со најновите вести од Македонија. Како што се наближува крајот на годината, секогаш почнува да се поставуваат прашањата: каква беше годината, што помина, дали бевте пострекни, подостоинствени, побогати, полесно ја поминавте или не. Ако на ова се додадат и трошоците кои секогаш се појавуваат на крајот на годината на разните слави и прослави, кои кањас традиционално траат цел месец, од Свети Никола до Водици, тогаш се знае дека секој погледнува во својот джеп, како и проекциите каков ќе му биде животот во годината што доаѓа. Немам намера ова да биде колумна со која ќе даде оценка на годината што помина. Тоа ќе го задржам за следната колумна, која ќе биде околу Нова година на истите овие страници, кога би сакал да дадам мој подолг осврт на годината што поминува. Сега само сакам да кажам, народот е посиромашен од претходно. За жал во 2019 ќе биде уште
посиромашен, а во исто време и со уништено достоинство. Кога Зоран Заев и Никола Димитров влегоа во авантура за менување на името на Македонија, ветуваа дека тоа ќе донесе европска и НАТО интеграција. Ќе донесе подобар живот, поголема благосостојба и повеќе пари кај народот. Поедноставно, пораката им се сведуваше, ќе изгубиме на достоинство, но ќе добиеме материјално. Ова е пристап што јас со интеграција го отврлам, но ете тие ветуваат во тоа, што говори за нивната морална вертикала, која за жал ја немаат. Во истото успеа да убедат еден мал народ, дел од народот, кој соочен со безпарица, тежок живот и битка за подобра иднина, поверува во ова. На крај, заклучокот е дека народ го изгубивме, достоинството, а подобриот живот не дојде. Текстов го пишувам од Брисел и за жал морам да констатирам дека како никогаш порано сум песимист околу можноста во јуни 2019 година Македонија да почне преговори за членство во Европската унија. Тие преговори, според власта, требаше да бидат круната на целиот процес. Од овде можам да кажам дека веројатноста Македонија да почне преговори за членство во Европската унија во 2019 е сведена на теорија, со многу едноставно образложение. Владата на Заев не испорачува ништо во делот на реформите, кои треба да значат подобар живот за граѓаните. Сите со кои разговарам во Брисел го велат истото. Може да станете членка на Европската унија само и доколку напредувате кон нашите стандарди. Во моментов владата не испорачува во делот на реформи. Да, го потпиша договорот од Преспа, но тоа не е доволно. Значи да сме најасно што вели Брисел, промената на името не е доволна не само за членство во Европската унија, туку и воопшто за почеток со преговори во Европската унија. За да се случи тоа, Македонија мора радикално да се менува пред се во делот на владењето на правото, во работата на јавната администрација, борбата со корупција, како и силно економски да напредува преку нови инвестиции и нови работни места. А сега, почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби, честитки. Со песната «Злато давам, злато земам» на нашиот мил и многу сакан син и внук Џошуа Гроздановски. Со голема радост му ја честитаме свршувачката, со многу саканата Мелиса Андреска и му пожелуваме голема љубов и слога да ги прати секогаш. На сватовите Димчи и Елида и Ребека Андрески му ја честитаме големата и прва радост. И за Ребека да си дочекаат. Овие убави желби од се срце ги испраќаат таткото Трајан, мајката Славица, стрикото Борис, како и дедото Ѓорѓија и сите Гроздановски. Со истата народна песна на нашиот брат и вујче Џошуа Гроздановски. Со најубави желби од се срце му ја честитаме свршувачката со саканата Мелиса Андреска и му пожелуваме стреќа радост и голема љубов во заедничкиот живот. На сватовите Димче, Елида и Ребека Андрески му ја честитаме првата и голема радост и за Ребека да си дочекат убава радост. Посебно желби спраќам и му честитаме на ова уба радост на таткото Трајан, мајката Славица и стрикото Борис и за внучиња да си дочекаат. Овие убави желби ги испраќаат зето Данјол, сестрата Менда и саканата внука Алесендра Крстевски.
Со песната Љубов голема на братучидот Војко и Нумко Джошуа Гроздановски му ја честитаме свршувачката со неговата сакана Мелиса Андреска и на двајцата му пожелуваме голема љубов, стреќа да ги прати секогаш. На сватовите Димче Елида и Ребека Андрески му ја честитаме првата радост и за Ребека да си дочекат убава радост. Исто му ја честитаме ова убава и голема радост и на таткото Трајан, мајката Славица, стрикото Борис Гроздановски. Овие убави желби се испратени од зетот Стевче, братучедата Сузен и милите внучиња Сијана, Калиста и Касандар Стојчевски. Со истата народна песна на милиот братучет и вујче Джошуа Гроздановски му испраќаме желби и му честитаме свршувачката со саканата Мелиса Андреска. Исто му пожелуваме голема љубов и голема слуга во нивниот живот. На сватовите Димче, Елида и Ребека Андрески му ја честитаме веселбата и за Ребека да си дочекат ваква убава веселба. Истите желби ги испраќаме и му честитаме радоста и на таткото Трајан, мајката Славица и стрикото Борис Гроздановски. Овие желби се испратени од зетот Боб, братучедата Мери и милите внучиња Ерик и Лара Милевски. Što mi stopува, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Ti si mi moje jasno sunce, duša što mi stopува. Ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja da Našta ljubov možat se da zborat i mnogu da ni zavidat, no durivo nas tvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Za našta ljubov možat se da zborat i mnogu da ni zavidat, no durivo nas tvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Srce mi je polno i dušava
со песната Ти со мене, а јас покрај тебе. На нашиот внук Джошуа Гроздановски со големи желби му ја честитаме свршувачката со неговата сакана Мелиса Андрески и му пожелуваме љубов, среќа и голема слога да ги прати. На сватовите Димче, Елида и Ребека Андрески му ја честитаме убавата радост. Исто му честитаме убавата радост и на таткото Трајан, мајката Славица, стрикото Борис и за внучиња да си дочекаат. Овие убави желби ги испраќаат тетино Дени, тетката Дана Стефанов. Исто желби испраќаат и братучедите Бил и Полин Петров со фамилијата Тони и Териза Стефанов со фамилијата. Со истата народна песна на поштованиот сват Джошуа Гроздановски му ја честитаме свршувачката со Мелиса Андреска и на двајца да му посакуваме стреќа радост и љубов во иднина. На сватовите Трајан Славица со фамилијата и на стрикото Борис и на дедото Ѓорѓија честито убавата радост. Тоа се желби посакани од сватот Ванчо со свајќата Менка, синот Тони со фамилијата Сите Милевски. Zašto me vodi, ljubov da te odredi. Sekogaške vidiš samo jedna, prva i posledna. Ti so mene, a jas pokraj tebe, zajedno da videme. Samo složni, vajza kako eden, srećno te živeme. Misli mi privlekova i za tebe kaj treba da odam, pa tot mi go kažuva. Ti so mene, a jas pokraj tebe, zajedno da videme. Samo složni, vajza kako eden, srećno te živeme.
Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Моја кралице. На нашиот внук и братуче Джошуа Гроздановски му ја честитаме свршувачката со саканата Мелиса Андреска и на двајца да му посакуваме стрикни, весели и со вечна љубов во иднина. На родителите од двете страни честито убавата радост. Овие се желби од се срце посакани од тетин Иван, тета Лила и брачедите Криси и Давид со нивните фамилии Чаталовски. На внукот Джошуа Гроздановски од се срце му ја честитаме свршувачката со саканата Мелиса Андревска и на двајца да му посакуваме да се стрикни весели, да имат вечна љубов во заедничкиот живот. На брачадата Славица со незината фамилија честито радоста, исто и на сватовите честито убавата веселба. Овие убави желби се посакани од војкото Венко, војната Мара, како и брачедот Роберт Ѓуровски со фамилијата. Исто така честитки испраќа и брачедата Ѓули со фамилијата Сива. Со истата народна песна на многу саканиот внук и братуче Джошуа Гроздановски му ја честитаме свршувачката со неговата изабрана и многу сакана Мелиса Андреска. Исто така на двајца да му посакуваме стреќа радост и вечна љубов во иднина. На брачадата Славица со фамилијата, како и на сватовите Андрески со фамилијата честито убавата радост. Овие убави од се срце желби ги посакуваат тетин Тоде, тета Нада и брачедо Пида Драгарски. Воедно желби испраќаат и брачедите Софи со Диме и Мери со Ристо и Рикардо. Оган ти ме палиш, кога ќе си крај мене. Не знам злато дали знаеш, душа давам за тебе. Како вода ти ме гасиш, кога горат пусти ме. Не знам злато дали знаеш, нема живот без тебе. Моја кралице, убавице, за мене си, мене на срце, ќе те чувам ја. Само за мене и заедно да остариме. Моја кралице, убавице, за мене си, мене на срце, ќе те чувам ја. Само за мене и заедно да остариме. Може за мене ќе кажат дека сум мераклија, дека не можам да сакам една жена до века. Немој злато да те лажат, имам срце планина, како скроен сум за тебе, чиста душа балканска. Моја кралице, убавице, за мене си, мене на срце, ќе те чувам ја. Само за мене и заедно да остариме. Моја кралице, убавице, за мене си, мене на срце, ќе те чувам ја. Само за мене и заедно да остариме.
Со песната Ти си за мене на нашата многу сакана и поштована ќерка и сестра Мелиса Андреска, со наискрени желби и честитки од се срце ја честитаме свршувачката со нејзиниот сакан Џошуа Гроздановски. Исто му посакуваме добро здравје, среќа и љубов меѓу двајцата. На сватовите Трајан и Славица со цела фамилија Гроздановски, честито убавата радост. Овие се убави желби посакани од таткото Димче, мајката Елида и сестрата Ребека Андрески. Со истата народна песна на поштованата внука Мелиса Андреска ја честитаме свршувачката со Џошуа Гроздановски. Исто така му посакуваме многу среќни, весели години заедно со голема љубов. На родителите од двете страни честито убавата радост. Овие се искрени желби испратени од далечна и убава Македонија, од дедо Иван и баба Велика Мирчевски со цела фамилија. Случајно се сретнавме, еден во друг гледавме, ти во мене, јас во тебе, се заљубивме. Случајно се сретнавме, еден во друг гледавме, ти во мене, јас во тебе, се заљубивме. Ти си за мене, нешто зрачи од тебе, срце моје нешто гори, аман по тебе. Ти си за мене, нешто зрачи од тебе, срце моје нешто гори, аман по тебе. Нешто има во тебе, многу ме привлекува, штом те видам срце мое затреперува. Нешто има во тебе, многу ме привлекува, штом те видам срце мое затреперува. Ти си за мене, нешто зрачи од тебе, срце мое нешто гори, аман по тебе. Ти си за мене, нешто зрачи од тебе, срце мое нешто гори, аман по тебе. Ти си за мене, нешто зрачи од тебе, срце мое нешто гори, аман по тебе. Ти си за мене, нешто зрачи од тебе, срце мое нешто гори, аман по тебе. Со песната Љубов верна на нашата многу сакана и поштована внука Мелиса Андреска, со најубави желби и честитки ја честитаме свршувачката со саканиот Џошуа Гроздановски. Исто така на двајцата му посакуваме вечни љубовни години заедно. На родителите од двете страни честито убавата радост. Искрените од се срце желби се посакани од стрикото Лупче и стрината Тања Андрески со цела фамилија. Со истата народна песна на нашата многу
сакана внука Малиса Андреска и ја честитаме свршувачката со саканиот Джошуа Граздановски, како и многу долги љубовни заеднички години во иднина. На родителите од двете страни честитувавата веселба. Сето тоа го посакуваат тета Лила и тетин Владе Корлевски со фамилијата. Dobro večer, devojko mlada, mlada i mnogo lubava. Za tebe čuka srce go gradi, iako ne znam koja si. Za tebe čuka srce go gradi, iako ne znam koja si. Ja sam sostava i belo lice, dobra ko angel na srce. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo. Srce mlado, nemu je lesno, koga moma si odbira. Za da go greje nebesno sonce, svato je za svadba nas bira. Za da go greje nebesno sonce, svato je za svadba nas bira. Ja sam sostava i belo lice, dobra ko angel na srce. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo. si baš najpotrebna, da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne sve videlo. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna, da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne sve videlo. Почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата од Нукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод големиот православен христијански ден, раѓањето на Спасителот наш Господа Исуса Христа, празникот Божик, кој е празник на мирот и благосостојба меѓу Бога и човекот. Празнувањето започнуваат од сабота 5 јануари со божествена литургија од 9 сатот сабајлето.
Овој ден е посветен на преподобен Наум Охридски чудотворец. Недела, 6 јануари, служба од 9 сатот са бајлето. Вечерта, празникот Бадник. Службата започнува од 6 часот на вечер, со палење на коледарскиот оган во црковниот двор, а потоа се одслужува службата за овој ден. Во црковниот двор ќе биде поставена трпеза со постни јадења, припремани од женското друштво во чест на овој ден. После службата ќе се поделат бадниковите гранчиња и ќе се благослови и крени бадниковото лепче во чест на денот, а потоа за најмладите ќе се поделат коледарските пакетчина. Понеделник 7 јануари, најголемиот миротворен ден, ден кога човекот се помирува со Бога, ден кога земјата се помирува со небото, ден на раѓањето на Спасителот наш, Господа Исуса Христа. Светата литургија започнува од 9 часот. После богослужбата се крева славскиот леп, припремен за овој голем ден со благослов за домајкинот за оваа 2019 година, со многу мир, здравје и благосостојба во неговиот дом. Исто така со благослов и на новиот домаќин кој ќе го земе лебот за идната година, како и благослов за мир, здравје и благосостојба во секој православен христијански дом. Вторник, 8 јануари, е соборот на Пресвета Богородица, втор ден Божик, службата од 9 сатот са бајлето. Среда, 9 јануари, е денот посветен на првиот маченик за вечер за верата Христова, свети правомаченик и архигакон Стефан. Службата започнува 9 сатот са бајле. Нека се од Бога благословени празнициве кои ни престојуваат и честито и од Бога благословено летото 2019. Господово, стреќа со многу здравје и мир во иднина. Продолжуваме со другите соопштенија од Ньукастел и околината. Почитувани слушатели, да најавиме дека нашиот нов црковен одбор овде во Ньукастел организира дочек на новата 2019 година во нашата македонска сала и тоа во понеделник на 31 декември со почеток во 6:30 часот вечерта. Картите се $70 за возрастни, а за деца од 10 до 13 години само $30 и за деца помали од 10 години влегуваат бесплатно. Во картите е вклучена богата вечера. За да обезбедите маса со вашите најблиски, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 490148, Ристо Веловски на 0414 296910, Џони Линковски на 0437 545456, исто и кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Сите сте добро дојдени. Исто така имаме ново соопштение од управниот одбор овде во Ньукастел и председател Саше Стојчевски. Имаме интерес за отворање на македонско школо за деца од 5 години постари во нашата македонска сала. Сите заинтересирани за децата за македонско школо, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 490148, што побрзо за да може да има време да се регистрираме за идната година во почетокот на февруари да се почне со школо. По повод нашиот најголем, најрадосен и најмиротворен ден на историјата на човечкиот живот, Христовото раѓање Божик и сите божични празници, како и новата 2019 година, нашите организации и друштва овде во Ньукастел испраќаат честитки за добро здравје, среќа, мирољубиви поздрави до сите слушатели на нашето радио. Како прво од новиот управен одбор на нашата заедница со новиот председател Саше Стојчевски, од управата на Македонско пензионерско друштво Гоце Делчев, од управата на културно-уметничкото друштво Стив Наумов, од управата на женското друштво Сант Мерис, управата на македонското школо Гоце Делчев и од управата на фудбалскиот клуб Брод Медомеџик, како и од управата на фудбалскиот клуб Македонско Сонце. Исто така честитки испраќаат и управата на дневната грижа Дајке со координаторот Сузи Цветановска и од сите други групи и организации овде во Ньукасел што се во склоп на нашата црковна општина. Почитувани родители на младите играорци од Стив Наумов овде во Ньукастел, ве обавестуваме дека играорците се враќаат со тренинзи во петок на 1 февруари 2019 година. Соопштение од кореографот Добре Колевски.
Исто така, дневната грижа дајке се враќаат за ручекот во вторник на 15 јануари 2019. Честитки по повод Божик и божичните празници, како и нова 2019 година, испраќаат до сите слушатели на нашето македонско радио, персоналот од радиото 2NUA FM во придружба на водителот на македонската програма овде во Нјукастел Пеце Вртковски. Исто така честитки испраќа и видео снимателот за македонската заедница овде во Нјукастел Лупчо Ѓоргиевски од Пелистер Продакшн. Исто така, почитувани слушатели од Нјукастел и околината, да најавиме дека нашата управа овде во нашиот град организираат концерт во нашата македонска сала по повод празникот Водици, и тоа на ден 19 јануари, сабота, со најдобрите од Битола, групата Маестрал, со Андреј Илиоски на гајда. За повеќе информации за концертот ќе најавиме во наредната програма. Уште едно соопштение за сите погреби во црквата во Света Богородица овде во Нјукастел. Црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручеко и сервирањето на истиот. За повеќе информации јавете се кај Џони Линковски на 04 37 54 54 56, кај Ристо Веловски на 0414 296910, кај Саше Стојчевски на 0408 490148. Исто кај овие членови може да се јавите и за салата ако ви треба за некои веселби и други потреби. А сега да продолжиме нешто и со вестите од пораката на Кристијан Мицковски од ВМРО ДПМН. Тој вели: ве повикувам масовно сите граѓани во Република Македонија, без разлика на етничка, без разлика на верската припадност, да ни се придружите и да застанете рамо до рамо со нас, што без свое јас нема така во Европа. Во Европа мора да сме честити, вредни и честни, што е најважно, се она што не сте вие, СДСМ и Зоран Заев. Изминатиот период остварив многу средби со бизнисмени, посетивме неколку стопански комори, разговаравме за реалните проблеми на бизнисмените, на економските оператори на реалниот сектор. Единствен и заеднички еминител е дека никогаш не било потешко и едва и мака мачат од први до први да скрпат. Црнила донесоа и во економијата. Им ги зголемија даноците, па сега лажат преку оној малечок министер за финанси дека ова било Рубин Худско пристап, ќе земеле од богатите и од што имаат па ќе дале на сиромашите, а притоа не кажуваат дека ќе ги ограбат луѓето и сакали работниот век да го продолжат, што помалку време да имаат во своите најубави години од животот. И тоа нема да го дозволиме. Првата седница на новата влада, која ќе ја формира ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, ВМРО ДПМН, и таа влада ќе ги укине даноците и ќе ги зголеми пензиите. Што прават? Прават фингерна дебата за уставните измени, не ја почитуваат волјата на граѓаните, јасно изразена на референдум. Нешто да проследиме и за здравието. Како настануваат тесни бели дробови? Сите оние кои се жалат дека имаат кратко вдишување и не можат да се надишат, треба да одат на лекар. Ова нарушување на латински се нарекува диспенија и во буквален превод значи глад за воздух. Диспенијата може да се должи на предменеустрал синдром, менопауза, стрес, нервоза, пушење, како и промени на климатските услови, но причина може да биде многу посериозна. За тесни бели дробови или чувството дека не може да се вдише до крај, како што пациентите често ја опишуваат, диспејаната може да биде одговорна астма, хронични бронхитис, претворување на ткивото на белите дробови во лузни, феномонија, вода во бели дробови, вели Татјана Радославевич, пулмолог од Србија. Исто така причина може да бидат и срцевите проблеми. А сега, почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа, голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM.